убав разговор поврзан со фестивалот Македокс. Предлагам пред тоа да ги погледнеме оние видеа кои што ќе додат убаво како најава на следниот мој разговор, а имам прекрасни гости во студиото кои што ќе ви ги представам откако ќе се вратиме назад. Опа! Ајде да зоки малце на дефни капки на себе. И за снимање, и за тоа како се, како што реков, како поставуваме прашање. Ова е вежба за документарен филм. Некој селски дизајн, ама тамуша. Со него или за него. Значи, не си ти попаметен, него дозволите си да до крај секој да каже и да каже најглупо нешто, не е страшно, само да се слуша, да се научиме да слушаме еден друг. Тоа е во Може паднало книга, ова моја први. Штева ги е движен. Да. Само мачки. Него е тако. Така е како тим само. Имаш мачка? Желва. И вакви као е тоа фино. После она ќе се ушива. Ја чепкај.
Со македонска премиера на документарниот филм Со љубов на Илија Цветковски и Атанас Георгиев, во саботата беше отворено 8-то издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Веќе една убава традиција, овој пат со 2791 пријавен филм, а во рамки на програмата влегоа само 68 филмови. Тука кај нас во Скопје голем број на гости, дел од екипите кои што работеа на овие филмови ќе бидат прикажувани во текот на овие денови, а веројатно најуспешните, се надеваме дека ќе биде така, на крајот ќе бидат и наградени за својата работа. Веќе публиката има можност да ужива во сето она што е дел од програмата и сите овие филмски остварувања. Ќе кажам дека Телевизија 24 е медиумски покровител на овој настан. Драго ни е заради оваа соработка и заради тоа што ќе можеме во текот на оваа работна недела да бидеме комплетно во текст со сите случувања и сите, барем дел, односно од гостите на Македокс оваа година. Така ќе биде и денеска, особено ми е голема чест и задоволството да им посакам добре дојден на Бојана Бурнач, автор од Хрватска. Незиниот филм е Мојот живот без воздух, како и Марко Кумермурич од Словенија и филмот Град на светлината. Добар ден и добре дојдовте во Македонија денес. Се надевам дека убаво се чувствувате пред се што сте во Македонија, но и што сте дел од овогодинешното издание на Македокс. Ќе позборуваме малку за вашите филмови, но најнапред сакам да ве прашам, која е причината поради која што се пријавивте и сте дел од овој фестивал, заради тоа што е огромна бројката на филмови, а сепак само 68 се дел од програмата на Македокс, меѓу нив и вашите. Како вие се чувствувате во врска со ова? Македокс, иако е релативно млад фестивал, и ово е Иако тек е 8 релативно години млад фестивал, има јако добра програма. има многу добра програма. Филмова, и усмерени се на креативни. Насочени се на креативни документарни филмови, што е посебно интересно и мене ми е чест да сум дел од фестивалот. Исто така сакав да го запознавам фестивалот. Не се сите фестивали исти. Повеќето се ориентирани на индустрија и ја имаат изгубена душата, но кај Македокс не е така. Има и своја убава и специфична публика што секогаш доаѓа да ги погледне тие филмови. Како вие се чувствувате? I will speak in English because I don't speak so Ќе good зборувам на English. англиски бидејќи не Yes, зборувам други I'm јазици. very happy. Многу сум среќен. I heard about the festival a few Слушнав times за before, фестивалот and неколку now пати first time претходно coming here, basically, и сега film. дојдов со And мојот yeah, филм. it's really new film and I'm really happy because it Многу was сум never, среќен like, бидејќи shown before, никогаш so не I'm бил nervous прикажуван about порано, па the малку сум reaction. нервозен I'm како really gonna публиката like it ќе or not. реагира, дали ќе им се допадне или не. Expectation. Очекувам Се надевам дека реакции. ќе бидат убави реакциите. Дали тоа значи дека ова е воопшто првото и премиерно прикажување на вашиот филм или се прикажувал претходно надвор од границите на Македонија? Ова е прво? No, it's first Не ever. прв Ова е пат некој воопшто. Few the couple of friends saw it, but Неколку nobody. мина мои пријатели го имаат видено, но никој друг Што прв е пат. со вашиот филм, каде доживеа својата премиера? Дали ова ќе биде негово прво прикажување или веќе имал премиерно прикажување, можеби во Хрватска или некоја друга земја? Светска премиера филмот Светската е премиера на била, филмот крајем беше месец, на крајот на четвртиот месец во фестивалот во Торонто, највеќе светски фестивал. кој е најголем светски фестивал на документарен филм. Потоа следеше европска премиера во Карлови Вари. И сега онда е била прошли теден на Потоа минатата недела беше на Докуфест на Призрен Одлично и Косово и сега сме овде. македонската публика Ова е да македонска премиера. да Ова е може да премиера ужива во и Македонија. премиерно да ги погледне филмовите. Оваа година поголем акцент и внимание на сликата, на што е визуелен дел на филмовите, отколку на говорените делови. Што тоа значи за вас и за вашите филмови? Дали сметате дека тоа е плюс? Како се чувствувате што тој дел од филмот ќе биде оценуван, она што визуелно пред се гледа и се доживува на прв поглед? Филм е аудиовизуално дело. Филмот е Така е. аудиовизуелно Филм треба дело причати и причу, слику. треба да раскажува со слика. Супер е да такви обзервацијски филмови кои немаат Прво што многу такви дијалошки обсервацијски сцени, филмови кои немаат многу дијалошки сцени што имаат свое место во светот.
бидејќи нема многу такви фестивали со таков акцент. Yes, and I also, yeah, I think my film basically. Мислам дека мојот филм е многу визуелен во основа. Се обидовме што помалку да има диалог, но главниот фокус е на визуелните ефекти и се обидов да го снимам малце поинаку, така што веројатно е ова вистинското место за него. Да, за самиот процес на снимање и на создавање на филмовите. Колку долго време беше конкретно сниман вашиот филм? Дали беше тоа голема екипа и многу луѓе кои што работеа на филмот? Каков беше целиот процес од почетокот па до заокружувањето додека го имавте финалниот производ? difficult say, you know, because Тешко е да се каже, бидејќи кога започнав да мислам на него, тоа беше пред неколку години, потоа го снимавме 2 години, уште 2 години го монтиравме. Always 3 at most, because we are having 4 families in the film, and во основа бевме тројца на светот и екипата беше што е можно помала, бидејќи влегувавме во домовите за да го снимиме вистинскиот живот и на личен контекст, а тоа може да се постигне само со мал екипаж. Да, тоа е една посебна атмосфера и посебно пријателство на некој начин и однос. Што е со вашиот филм? Дали долго време беше сниман или за пократок временски период тоа се реализираше? За мене овој филм траеше 6,5 години. Годину дана сам Една година работев истражување на темата, потоа 5 години имаше снимање на филмот и потоа постпродукција. Беше малку поекстремно одошто кај него, бидејќи ја бев сама на снимањето. Како тоа изгледаше? Па тоа био најбољи начин. Тоа беше најдобриот начин за да се направи филмот. Филмот е субјективен приказ на интимниот живот на светскиот рекордер во нуркање, кој е многу интровертна особа, личност. Сама снимав, имав самотонски снимател неколку денови. Не затоа што не би можела да дојдам до неговиот интимен и приватен живот. За самата инспирација, она што го слушнавме звучи на вистина интересно, но како дојде до тој момент да една ваква тема вас ви биде доволно интересно за да создадете и да снимите еден филм? Како одлучивте дека тоа е вистинската тема за да создадете филм и да снимате филм на истата? И да дам 6,5 година. И да дам 6,5 години од својот живот. Тоа може би звучи вака премногу долго, па и верувам дека така било кога работите посветено на тоа секојдневно, да. Јас сум ронioc на Дах. Јас сум нуркач со здив, со дишење, и го запознав Горан кој е исто таков нуркач, заедно трениравме и од самиот почеток кога почнав да тренирам, започнав да тренирам затоа што сакав да бидам подводна снимателка, бидејќи јас сум снимателка, директор на фотографија, и ова е прв филм кој го режирав. Сакав да се занимавам со подводно снимање. Но кога почнав да го задржувам здивот, тоа толку ме прекопираше што запознав еден нов свет кој порано го нема видено и за кој многу луѓе не знаат. Максималното одржување на здивот до моментот до паѓањето во несвест, а кога ќе паднеме, тогаш сме близу до смртта. Губењето на свеста е 3-4 минути до смртта, колку што може да се издржи. Колку што повеќе размислав, се повеќе запознавав работи, бидејќи Горан ги повлекува на границите на човекото тело со 23 минути одржување на здивот. Со филмот сакав да само да го запрашам зошто. Зашто? Може да и го дали одржим, се покажа барем досега, какви се реакциите на публиката? Дали сметате дека беше оваа тема интересна, барем за оние што досега го погледнаа филмот? Дали кај нив создава исто така прашање зошто? Какви се резултатите на оно што публиката ќе може да го види? Што предизвикува кај нив овој филм?
Tijekom procesa snimanja Во текот на процесот на снимањето и развојот на проектот, во текот на продукцијата имав многу проблеми. Мојот најголем труд беше како да се да ги натерам другите луѓе да ми поверуваат зашто е овој филм, бидејќи никој со него се немаше сретнато и како да веруваат, да му веруваат на тој лик. Тоа беше најмачниот дел од работата. Многу е тешко да се мотивира некого и да направите другите луѓе да ви веруваат. Сега кога филмот се прикажува, мене ми е најголемо олеснување и среќа бидејќи луѓето го прифаќаат филмот и конечно добивам повратни информации од другите луѓе. Она што се сомнева сите дали некој во нешто ќе разбере, бидејќи нема диалог во филмот. Бидејќи филмот е за задржување на здивот, се обидов да направам филм во кој нема ниту музика, ниту диалог, а скоро ни дишење. А да пренесете. Да. Комерцијалното мислење дека тоа не е за комерцијален проект, за голем, за широка публика, но публиката покажува поинакви интереси. Луѓето се многу трогнати со филмот, бидејќи тоа е неверојатна приказна, Горан е светски рекордер, што значи дека е единствен во светот. Навистина прекрасна тема, која што, да, звучи примамливо, се надевам, за публиката. Нас времето толку ни дозволува овој пат за разговор. Не можеме да ги слушнеме буквално сите детали, но ќе ги поканиме нашите гледачи да ги погледнат вашите филмови, па и самите да ја почувствуваат пораката што сакате да им испратите. Ви благодарам за гостувањето. Hvala. Да, со ова ќе го заокружиме денешното издание на Македонија денес. Ќе ви се заблагодарам што, како и секој работен ден, така и овој пат до крај бевте заедно со нас и со се она што подготвивме. Се надевам дека и утре повторно во истото време ќе бидете заедно со Македонија денес и со нашите содржини, а во меѓувреме се останато ќе биде со вас во рамки на програмата на Телевизија 24. Имајте убаво попладне и од мене довидување.